И тука сме на третиот дел од видеата поврзани со вежби за падежите во германскиот јазик. Во ова видео ќе направиме вежби за третиот падеж кој ќе го учиме во А1 ниво и тоа е падежот датив, односно најтешкиот падеж за учење. Истото ова видео е поврзано со предавањето за падежот датив кое можете да го најдете во курсот за ниво А1. Ни останува и уште еден падеж, тоа е генитив, но тој ќе го вежбаме понатаму. Ако не сте ги гледале се уште вежбите за претходните два падежи, односно за номинатив и акузатив, гледајте ги бидејќи истите видеа се поврзани со денешното видео. Сега можеме да започнеме. Како за номинатив и акузатив, така и за датив, ќе имаме поделба на вежбите во 4 делови. За почеток персонал прономен, им датив или лични заменки во падежот датив. Еве ги личните заменки за датив во оваа табела, тоа се мија, дија, им, ија, им, унс, оих и инен. Подетално за нив ќе гледате во предавањето за датив, а сега ќе прочитаме само пример реченици за секое од нив. Прва пример реченица: Bitte gib mir einen Bleistift. Те молам, дај ми на мене молив. Втор пример: Du hast Geburtstag und alle gratulieren dir. Ти имаш роден ден и сите ти честитаат на тебе. Трет пример: Das ist mein Lehrer, dieses Gehalt gehört ihm. Ова е мојот наставник, оваа плата му припаѓа на него. За женски род: Kannst du ihr die Richtung geben? Можеш ли ти на неа насока да ја дадеш? Одеме понатаму: Das Buch gefällt ihm. Книгата му се допаѓа на него. Во множина: Gebt uns bitte eure Adresse. Дадете ни ја на нас вашата адреса. Второ лице множина: Schmeckt euch das Essen? Вкусно ли ви е на вас јадењето? И трето лице во множина: Du musst ihnen antworten. Ти мораш на нив да им одговориш. Кога зборуваме формално, би имале датив реченица Wie kann ich ihnen helfen? Како можам јас на вас да ви помогнам? Тоа беше за персонал прономен. Продолжуваме со вториот дел за ова видео и тоа genus dea nomen, односно род на именките во датив. Овде имаме малку посложена граматика, но ако ги знаете номинатив и акузатив, со споредба многу лесно ќе го совладате и дативот. Табелата е за подсетување, а долу имаме пример реченици. Ich bin in dem Parkplatz. Јас сум на паркингот. Втора реченица: Wir helfen einem Freund. Ние му помагаме на еден пријател. Das T-shirt passt meinem Vater nicht. Маицата не му одговара на мојот татко. Das unterliegt keinem Plan. Тоа не подлегнува на план. Der Alkohol schadet der Gesundheit. Алкохолот штети на здравјето. Следен пример: Führe mich nach einer See. Вози ме кон едно море. Das Kind hängt an meiner Wolke. Детето виси на мојот облак. Ich gebe keiner Schülerin einen Ratschlag. Јас не му давам на ученичката совет. Тоа беше за машки и женски род. Сега ќе дадеме реченици за среден род и за плурал. Die Pizza schmeckt dem Küken.
Пицата му е вкусна на пилето. Die Badehose gehört einem Tourist. Купачите му припаѓаат на еден турист. Heidi fährt mit meinem Schiff. Хајди патува со мојот брод. Aber ich fahre mit keinem U-Boot. Но јас не патувам со подморница. И ни останува уште за множина. Meine Schwester dankt meinen Eltern. Мојата сестра благодари на моите родители. Нечленувана именка во множина немаме. Продолжуваме со присвоен член, а тоа е Folge mich nach meinen Zimmern. Следете ме кон моите соби. И уште една реченица со негација. Wir fahren mit keinen Fahrrädern. Ние не возиме со велосипеди. Тоа беше за род на именките во датив. Третиот дел за ова видео е позезив артикел или присвоен член во падежот датив. Еве табелата со присвоените членови во датив. Наставките се различни од номинатив и акузатив, но ако ги знаете, посебно на номинатив, многу лесно ќе ги совладате и во датив. Сега да прочитаме некои примери. Јас одам денес со мојот сосед на кино. Сосед во германскиот јазик е во машки род, според тоа би било Ich gehe heute mit meinem Nachbar ins Kino. Втора реченица, мајката зборува со твојот наставник за тестирањето. Die Mutter spricht mit deinem Lehrer über die Prüfung. Живее ли тој со неговите родители заедно? Родители е во множина, па имаме wohnt er mit seinen Eltern zusammen. Следна реченица. Лиса спие денес кај незината пријателка. Пријателка или Freundin е во женски род, па во датив реченицата би била Lisa schläft heute bei ihrer Freundin. Стефан игра со нашата среќа фудбал. Среќа или Glück е das Glück, поради тоа имаме Stefan spielt mit unserem Glück Fußball. Ќе дадеме уште неколку пример реченици. Патувате ли вие за викенд кај вашите постари родители? Reist ihr am Wochenende zu einen Großeltern? Zu euren Großeltern. Вие ја поминувате вашата седмица на море. Зборот седмица или die Woche е во женски род. Sie verbringen ihre Woche am Meer. Одиме понатаму со уште еден пример. Кога возите вие повторно кон вашата баба? Зборот баба или Großmutter е во женски род. Wann fahren Sie wieder zu Ihrer Großmutter? Јас пазарам во понеделник со мојот соученик на пазар. Соученик или Mitschüler е der Mitschüler, односно во машки род. Ich kaufe am Montag mit meinem Mitschüler in den Markt ein. Овде користиме и делив глагол, односно einkaufen. Тоа беа присвојните членови и четвртиот и последен дел за ова видео со вежби е за глаголи во падежот датив или verben. Падежот датив има многу повеќе глаголи од останатите падежи, но ќе дадеме пример со некои најчесто користени. Тоа се antworten или одговара, fehlen, schmecken, vertrauen,
passieren, gefallen, helfen, danken, sagen и вехтун. По една реченица за сите од нив. Er antwortet dir später. Тој ти одговара на тебе потоцна. Ема fehlt eine Freundin. Ема и недостига на една пријателка. Das Bier schmeckt meinem Vater gut. Пивото му има добар вкус на мојот татко. Fritz vertraut seinem Nachbar nicht mehr. Фриц не му верува на неговиот сосед повеќе. Was ist dieser Schlange passiert? Што се случува со оваа змија? Sie gefallen mir sehr gut. Вие ми се допаѓате на мене многу. Ich helfe meinem Lehrer. Јас му помагам на мојот наставник. Ich danke meinen Eltern für die Hilfe. Јас благодарам на моите родители за помошта. И уште два примери. Ihr sagt niemandem, was ihr kochen. Вие не кажувате на никого што вие готвите. Jetzt tut mir der Zahn weh. Сега ме боли забот. Тоа беа и глаголите за датив. На крај, како и за сите други видеа, правиме мала вежба. Ке започнеме со персонал прономен или лични заменки во датив. Од левата страна ги имаме повеќето лични заменки на германски, од десната страна нивните преводи на македонски. Потребно е да ги поврзете тие што одговараат. Имате неколку секунди. Dir, тебе ти или на тебе. Им, нему му или на него. Euch, вам ви, на вас. Ihnen, ним им или на нив. Ihr, неизе и или на неа. И uns останува како нам ни или на нас. Вежба за вториот дел, тоа е за род на именките во датив. Ќе дадеме 4 реченици во кое ќе имате наша помош, односно во заградата од левата страна ќе ви пишува во кој род е именката. Десните реченици ќе бидат потребни да ги пополните тоа што недостасува. Die Kinder hören dem Vater zu. Er tanzt meiner Frau. Mit meiner Frau. Односно може да биде Er tanzt neben meiner Frau. Ich folge mit keiner Richtung. Јас следам без насока. Das Essen gefällt den Leuten nicht. Јадењето не им се допаѓа на луѓето. И третата вежба и последна вежба за ова видео е за присвоен член во датив. Ви даваме 3 реченици во кое ќе биде потребно да пополните тоа што недостасува. Wohnst du immer noch mit deinen Eltern? Живееш ли ти се уште со твоите родители? Втората реченица, одговорот е Gehen Sie am Freitag zu Ihrer Schule. Одите ли вие во петок во вашето школо? Ich möchte mit seinem Kind zum Sport. Јас би сакал со неговото дете на спорт. Ви благодариме на вниманието. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и очекувајте многу нови видеа. Со ниво А1 вежбите сме при крај. Продолжуваме после тоа со А2.
Се гледаме во следното видео.